Ниските температури и снегот можат штетно да влијаат врз земјоделството. Во овој период дел од пролетните култури се засадени, а оние производители кои не превземале одредени мерки ќе имаат штети врз посевите. Вака смета Ристо Велков од Сојузот на синдикати на Струмичкиот регион, кој додава дека ваквата состојба негативно ќе се одрази врз квалитетот и родот на одредени култури. Нашиот земјоделски производител во овогодинашниот циклус на производство најде на временски неприлики, мораме да кажеме, уназад 20 години, па можеби повеќе, вакви ниски температури немало. Мораме да го кажеме и податокот дека како ќе се одразат овие ниски температури во самиот циклус на производство, бидејќи дел од културите пролетни веќе се засадени на стално. Мораме да го кажеме тоа бидејќи сите оние земјоделски производители кои стапија во еден ризик на циклус на производство, мораме да кажеме дека во подоснешниот временски период мислам дека дел од земјоделските производители кои не преземале соодветни мерки како и на кој начин да ја амортизираат ниската температура, мислам дека ќе има штетни последици во самото производство. За да немаат штети, Велков советува рано градинарите да превземат одредени мерки околу расадопроизводството. Според него, најмногу треба да се внимава на обезбедување на температурата и влагата во почвата. Пред се за рано градинарите мислам неминовно е да презимаат мерки околу расадопроизводството. Што значи тоа? Обезбедување на соодветна температура под кое што самите култури ќе имаат добар развој, бидејќи иако имаме надвор ниски температури, мислам дека секој правилен пристап во производството, рано градинарот мора да ги презема сите оние соодветни мерки пред се во обезбедување на температура и обезбедување влага за соодветен развој на самите култури кои што пред се рано градинарски кои што ги има засадено во расадопроизводството. Меѓутоа мораме да апелираме бидејќи се наоѓаме во еден период ако во низа години уназад и тука во пред се кај рано градинарите производители на домата пиперка пред X години веќе имаше една подоснежен соодветни мерки како веќе стапување во пикирање. Мислам дека оваа година не би требало нашиот земјоделски производител да се избрза со сите тие соодветни активности, бидејќи временските прилики, и прогнозите што се најавуваат дека ќе имаме една продолжена зима, така да за да не претрпат штети нашите земјоделски производители, не би требало да се брзаат со сите активности што ги следува во самото рано градинарско производство. Велков вели дека ниските температури предизвикаа и штети кај раната пролетна зелка, која годинава беше расадена многу порано од вообичаено.